Господ Ременски утринава ве дочека со обвинение, обвинителен акт од обвинителството за рекета 2. Како вие го доживувате ова, имајќи преди дека дадовте изјава дека не видовте сериозни докази? Значи, како и за сомничењето, така и за обвинението дознав од медиумите. И тоа уште еднаш покажува како функционираат нашите институции и дали постапуваат согласно законот, независно кон кого се однесува. Во однос на одлуката на јавното обвинителство, јас можам само да искоментирам дека е избрзана одлука и е само уште една потврда за тоа дека конструкции без докази може да станат основи за обвинение. И тоа секако дека ќе се докаже. Меѓутоа, за тоа ќе треба да сноси некој и одговорност. И можам слободно да кажам дека со овој процес можам да најавам и реформа на јавното обвинителство, имајќи во предвид дека многу од прашањата допрени до јавноста не останаа неодговорени и секако тука не очекувам соработка од останати институции, но очекувам соработка од новиот министер за внатрешни работи, кој што можеби ќе има слух и сенс за одредени прашања кои што не беа отворени во текот на изминатиот период, да добијат некаква гласност, а со тоа и опозицијата да покаже дека стои на ставот дека сака да работи професионално и согласно закон. Во таа насока не би кажувала ништо повеќе од она што веќе го кажав, имајќи во предвид дека во оваа смешна постапка ќе се видат, односно ќе се видат дека реално нема докази за ова за кое што обвинителството ме сомничи за угледот и авторитетот. Апсурдно ќе биде за секој политичар во иднина кој што ќе има контакт со граѓани, кој што ќе има контакт со невладени организации, за секој министер за странски инвестиции кој што ќе направи било каква поддршка на идеен проект или на било што поврзано со изборна програма на влада или партија, да еден ден биде и во ситуација да биде и осомничен, па дури и обвинет за нешто што е можеби благородна цел во целокупното работење и постапување. Очекувате мандатот да го истерате, иницијатива за одземање на мандат? Не верувам дека такво нешто ќе се случи. Прво, јас не гледам дека има основа воопшто и ова да се случува за кое што денеска разговараме. Меѓутоа, факт е дека порачките за политички елиминации на најгруп можен начин се уште функционираат и јас сум длабоко убедена дека изборот на денешниот ден не е случаен, имајќи во предвид дека политичките амбиции на одредени лица се пресилни за да земат во предвид било какви професионални ангажмани мои во минатото. На кого мислите? На кого мислите? Јас не би коментирала повеќе, значи би сакала да ме следите во следниот период и секако доколку и вие сакате да постои вистинска реформа на институциите, да ги поставувате вистинските прашања. Јас жалам што и досега не ги поставивте вистинските прашања и не добивте одговор за дел од работите кои што ги најавив и ги отговорив во јавноста. Господин Ременски, смятате дека сте предмет на нечија политичка кампања, да ги можете да докажете дека правдата журналистична? Дека сте предмет на... Значи, знаете, овој процес може само да докаже еден голем абсурд. Кога ќе ги имате сите обвинети во предмети од СЈО и кога ќе ги имате сите можни криминалци на слобода, ако га професор на факултет за безбедност кој што поднел 16 кривични пријави, ќе го ставите во апсурден судски процес да докажува углед и авторитет, тогаш мислам дека на секому ќе му биде јасно за што зборувам. Вашата позиција во партијата е замрзната. Како ова обвинение ќе влијае на замрзнувањето на функциите во партијата? Јас воопшто не очекувам ништо поврзано со мојот политички ангажман, бидејќи од него доброволно се откажувам.
Имавте три... Тоа значи тоа доброволно се откажува? Не сум вклучена во партиските активности. Последниот период за изборите, очигледно тоа е и целта. Имавте пријава против искрење на Силјана Врамски, има нешто од тоа? Имате нешто повратно? Па знаете, тоа е уште еден доказ како функционира системот, дека за некому законите важат, за некому не важат, но еве и тоа е дел од таа реформа која што треба да следи и јас сум уверена во едно, дека овој, би кажала, судски процес ќе даде многу сериозни импути и за меѓународната заедница во смисла на носење на нивните одлуки и оценка за вистинитоста на патот по кој што се движиме сите ние.